Се ни се сите жители што беа, граѓани што беа на 6-тиот и на 7-тиот кат, спуштени се сите доле. Сите се у добра состојба. Имаме повредени двајца пожарникари. У првичната интервенција едниот пожарникар е повреден, има изгореница на раката десна, довар е задржан на скопските клиники. Другите двајца не се пожарникари кои што вдишија чад, затоа што немаме горе доволно простори, немаме доволно воздух за да отвориме прозори, све влезот е таков како што е. Пристапот ни е малце тежок и сега за сега е све под контрола и немаме ништо више горе никој, почнуваме со чистење. Знае ли како настана? Се уште не сме утврдили која е настанатата материјална штета и од што е настанат пожарот, ама по првичното качувањето мое догоре до 7-тиот кат за да спасиме последната жена, видовме дека е излеа од кујната. Најверојатно дали од електрична инсталација, дали од нешто, најверојатно од кујната, бидејќи вратата е отворена. Од таа топлина е пробиен и спротивниот стан од другата страна што гледа навака од оваа страна. Со помош на скалите влеговме од оваа страна за да го локализираме пожарот од другата страна на зградата и интервенцијата траеше 2,5 часа со 11 возила, тежок пристап внатре во влезот, али сепак тоа успеавме сите без последици за сите граѓани. Колку станови беа? Два. Два со уште еден помошен до него 3 измеѓу. Се знае колку луѓе евакуиравте? Ние евакуиравме 7 моментално и толку и беа на горниот спрат, меѓу имаше 2 дечиња. Другите 5 се на повозрастни години. Каква состојба се? Сите се одлични. И последната жена ја симнавме сега моментално, она имаше малце проблеми со дишењето и на лекарства. Успеавме да симнеме неа и лекарствата да ги симнам јас со неа за заедно. Ја ги замолувам сите граѓани, знаеме све што е проблемот и како е проблемот, знаеме дека секој горе има имот и нешто стан, него да ни остават просторот за работа и да ни го остават оној момент кој што ни е потребен за да се организираме, за доволно да пристапиме и што побрзо. Мене ми е полесно да пристапам да гасам, него да се расправам со жителите и со граѓаните. Знаеме све, пробувавме да влегуваме и од другиот влез преку кровот, не можеме, затворен е кровот горе. Така да ние наоѓаме најсоодветна опција за што побрзо да ги симнеме граѓаните и ја ги замолувам за несакани вакви ситуации да ни дозволат да си ја работиме работата без притисок од нивна страна.